рекли правник, некој што исправа. Исправа. Не е тоа се. Добро. Велико тоа е само еден сегмент. Ај пак од почеток. Значи, животот е прашање. Правото е една интелектуална надградба во секој општество кој го прави општеството да живее цивилизирано. Да тие општества кои живеат без право, како што ние го знаеме. Па живее по некои правила, правила секогаш мора да има. Тоа се некои насоки како човек треба да се однесува, што може да очекува, да го планира животот. Како комуницира правото и јазик сам по себе. Ако гледате дебатни емисии на телевизија, ќе видите дека тие што дебатираат низ призма на право. Тоа е закон, тоа е член, или тоа се. Знаете, правото создава граници дури во говорот, а и во однесување. Значи, големува животот во разни ситуации, да не речем среќни или несреќни. Дали е тоа семејство, семејно право, односи во семејството, за жал и ситуации кога се растои семејството. Дали е наследување, дали е имот, право, дали е бизнис, деловно право и ред други си финанси, тоа се се луѓе кои живеат, а правото не насочува за да има еден мирен, стабилен, безбеден, предвидлив живот. Сега има и еден момент кога некој не се држи на тие правила, правото ги создаде процедурите и механизмите кога се реагира, за да се исправи нечие поведение. Ама грешно е да се мисли дека само тоа последното е право. Тоа е само еден сегмент. Дури во превенирачкиот дел. Па повеќе е превенирачки. Тоа не превенирачки, тоа е одредување на начин на живот. Ние живееме секој ден без право. Еве сега да отворите некоја тема, пак ќе се занимава. Ние ќе говориме низ некои норми на поведение. Бидејќи сме општество кое е организирано. Може да биде и во племенски заедници имате вие норми. Тоа не е право. Тоа се повеќе уобичаени. Во политикологијата има норми, кои не мора да се сопаѓаат со правните норми. И тука секогаш е дилема. Секогаш тука е секогаш дилемата и тука е секогаш судирот